малку поинаку разговарав од сите останати и сега ќе биде така. Јас ќе понудам нешто конкретно. Заедно со Никола Панчевски, пред се представи, ние работиме може половина година, заедно со македонската диаспора, на еден проект или на една конкретна работа што мислам дека тоа е пато како да ја зачуваме Македонија и како да ги извркаме сите негативности што се викат ВМРО, ДПМН и СДСМ. Браво. Јас како член, долгогодишен член од 90-тите години на ВМРО, ДПМН, то го кажувам поради тоа што не ја препознавам мојата партија, не препознавам чистота, не препознавам ништо. Пред да продолжам понатаму, може повеќе од 3 ќе видам, ама ќе... Ако, повеќе. Сакам да пренесам поздрав и од Беломорската партија и од Манапо. Значи, ме задолжија и да го направам во нивно име. Исто така поздрави од македонската диаспора, не само од Европа, туку од Америка, Канада и од Австралија. Ние веќе се обединуваме надвор од границите. Предемаме сериозни чекори, се организираме и реорганизираме во интерес на Република Македонија. Значи ги забораваме сите недоразбирања, ги забораваме сите кавги и сега еден со еден си подаваме рака за да постигнеме тоа што треба. Бидејќи ако немаме Република Македонија, што ќе ни е партија, што ќе ни е кавга, што ќе ни е се негативно. Значи нашиот проект се вика Македонија, ера трета, патот на сонцето. Браво. За тоа што значи ова што го прочитав, после мене ќе земи збори Никола и тој ќе ви објасни околу името и ќе ви објасни околу економскиот дел и инвестициите. Значи се ни е предвидено во тоа што ќе преземиме во наредните чекори наши. Јас се надевам дека и вие, сите тука, ќе ни се приклучите на она ние што сакаме да го направиме. Бидејќи атмосферата во Република Македонија е толку прецизна, толку, како да кажам, спремна, точна за ова време сега што доаѓа ние да го направиме она што ќе ви објаснам. Значи, знаете дека има голема апатија, знаете дека двете партии во наводници најголеми, сега за сега, се водени од еден центар. Знаете дека едните и другите работат за уништување на се што е вредно, се што е македонско. Јас го кажувам тоа секаде, не се плашам никаде и ќе го кажувам секаде. И сега е моментот, и според сите анкети, јавни, внатре-партиски, од меѓународни агенции, од домашни агенции, покажуваат дека од 60 до 70% од македонците нема да излезат на гласање, не сакаат, не можат и така натаму. Значи тоа е огромен терен што треба ние сите тоа да го искористиме. Бидејќи ако бойкотираме, седиме дома со 20 до 30% излезеност, или едната или другата партија ќе си владаи. За жал, како до сега може и многу полошо. Но, нашата идеја е следна. И веќе работиме на тоа, како што кажав, може и повеќе од половина година. Сакаме да учествуваме на избори. Не како политичка партија. Значи, на народот му е преку глава од политички партии. Народот не сака повеќе политички партии. Народот сака искреност, народот бара излез, народот бара потпора, народот бара македонскиот народ
да си ја земи работата во своји раце и да си ја врати државата таму кај што заслужува да биде. Значи, кој е нашиот концепт? Под име Македонија ера трета, патот на сонцето. Да направиме независни листи, зависно од изборниот законник, дали ќе биде ова истиот или ќе биде некој нов. Ако е една изборна единица, тоа уште подобро, но ако е вака и вака ќе тераме напред, бидејќи ова генерација на македонци сме решени да одиме до крај. Значи до крај. Кој сака нека ни се придружи, е добре дојде. Кој не сака, патот си го знае, има граници, може да излезе. Значи, концептот кој е? 6 изборни единици или 9 со се странските. Нашата идеја е да направиме независни листи, да собираме подписи и на тој начин секоја организација, политичка партија, поединец или организација, не знам каква друга, да даде поддршка на тие независни листи. На тој начин, покажувајќи му на македонскиот народ дека не сме за фотеји, не сме за патарини, не сме за кабинети, туку ќе ги поддржиме сите паметни структури во Република Македонија да се најдат на тие независни листи и да дадеме поддршка конечно на личности кои знаат, умеат и си ја сакат Република Македонија. Личности кои досега не биле во партиски структури, личности кои не биле дел од влади, дел од парламент и не знам што. Значи, таквите личности се тука во Македонија, биле потиснати од сите досегашни партии. Да. Биле одстранети, шеми му биле... Заболам да привршувате. Да. Шеми му биле правени, само за да не му ги загрозат местата на така наречените нашите лидери и способни луѓе што ја водат Република Македонија скоро 30 години во пропаст. Значи, ние таквите луѓе ги знаеме, тука се, значи почнуваат излегуваат и тие луѓе ни се приклучуваат нас. Ние сакаме тие луѓе да ги истакнеме, да бидат дел од тие листи, каде што македонскиот народ ќе се препознае самиот и македонскиот народ конечно ќе види дека во оваа држава постојат личности кои знаат, умеат и знаат оваа држава да ја стават на мапата кај што ќе биде почитувана и кај што се што е македонско ќе биде возвишено и да се признае од цел свет. Ќе ви извини што ќе се посебам зборот, подоцна повторно јави се ако сакаш да збор, предајмо микрофонот на некој друг. Тоа сега и ќе кажува. Правилата. Тоа сега и ќе кажува. Значи, бидејќи да почитуваме редот на нештата, понатаму може да продолжиме и да елаборираме уште понатаму, но сега Никола ќе каже нешто повеќе за тоа што јас не можам. Тоа што сакам да се надобрзам на Горан, но и првин да ги поздравам и останатите побурни членови, што беа исто на Не ми се представи. Никола Танчевски. Воено Гордана бевте, предпоставам така? Да. Гордана Јовановска. Гордана, значи вака, борбата, стандардната фронтална борба во ретен, не сам се слагам во тој дел целосно. Имаме цели програми и за уметност и за други работи, целосно се сложувам делот од културата и тој тип на одбрана, секогаш Македонија ја носел напред, да речеме, секогаш сме движеле во тој поглед и сме биле креативни, подобри од другите и така натаму. Не подобри од сите, викам, туку едноставно сме имале уникатни идеи. Ќе се вратам на уникатни идеи, зошто? Секој, разговаравме баш и со Тоше што е во делот на неговиот бекграунд е во армијата, да речеме. Имаме некои допирни точки во тој дел и разговаравме на тој дел кај што од првата македонска држава па се до наваму, единствениот израз за македонецот секогаш бил креативноста, уникатноста, патот на Бог, од страна на самата креација, согледување на ситуацијата и делување поинаку. Значи не можеш да се одиш со глата во зидот ако има врата до неја. Значи ќе одиш низ вратата и така натаму, не мора. Оти се што гледаме досега што ни се случува е во делот на викат најшо имајте опозиција, ама со глата од зидот викат тука до не скршите, па значи не се сложуваме, тоа е таа трка на ставоци што викаат, red race на англиски.
и мислам дека ова треба да е нешто сосема различно. Тоа што го предлагаме не е нешто, знаете, многу е различно од се до сега што се правило, било е нешто ептен конкретно. Значи има економска програма и сите други сектори се запазени. Што би значило тоа? Еве да речеме, јас како иноватор имам неколку мои иновации што паралелно се работат сега. Се работи на нанобиополимер, значи јас сум информатичар по струка, но сум работел и на други теми. Со нанобиополимерот што е развиен на македонскиот институт и кај нас, докажавме дека во рок од помалку од една година развивме продукт што во странство претпоставува дека ќе му требаат 5 до 10 години 5 милиони евра. Значи можеме да направиме многу работи што се мислам стварно иновации на светско ниво. Сега го решаваме горе-долу целосното загадување од сите отворени извори на прашина. Значи рек ќе го решиме, нема да има проблем. Охис може да се реши и се останато. Помина 3 минути. 3 минути сме. Има право на 5. Во рамките на другите работи, тоа значи, например, се работи на наши соларни кели, кои што се конструкцијски блокови, различен целосно концепт. И ред други такви продукти, значи македонски шпорење на пелети со македонска електроника и така натаму. И стотици други продукти. Сега подпишуваме договори со сите универзитети, веќе имаме кај што ќе се работат иновативни центри, кај што ќе се работат прототипинг центри, центри за производство, се поврзват со фирмите, веќе стотици фирми ни се партнери и правиме и други типови на социоекономски, да речеме, иновации, како што се имаме програма што е Benefit ID, што во основа го решава целиот социоекономски момент, ги поврзува сите продукции, луѓето ги влечи од сиромаштија, им помага на повеќе од пола милион луѓе тука. Значи тоа е веќе следнава недела дистрибуираме пакети, тие се вон рамките на политичкиот сектор, кај што случајно сме еве повикани на некој начин од самата ситуација, сме добиле внатрешен повик на некој начин. Не е нешто што било планирано. Тоа се јас не сум член на никоја партија, ниту сум бил, ниту планирам па да бидам. Едноставно сметам дека имаме решение. Голем дел на проблемите во Македонија се технички, треба технички луѓе да ги решаваат. Не мислам кој ќе одите кој ќе ви се расипи колата, тој на механичар, не одите кај службеникот, кој ќе ви се расипи срцето, тој кај Жан Митрев, не одите кај Зора Заев или слично, така. Значи истото е и тука. Значи има решение за секој проблем и решенијата се многу поблиску, значи голем дел од решенијата се имплементираат, значи во 3 месеци може да се среди целата и енергетски кризи и сите други работи. Ма одиме до таму кај што имаме и дел за финансирање. Значи се до сега што идентификувавме како проблем диаспората што правила испратила бесконечно многу пари што не знаат кај завршиле и никој ништо не и вратил неа назад. Значи ниту го заштитил интересот на македонците. Сега тука целосно имаме друг концепт, кај што имаме македонски фонд и инвестицијски и патриотски фонд, во основа кај што има легитимно следење на секој денар кој се троши и нивните пари не се донации, односно молјакање и маријанти принцип што го викаме во Битола. Значи не молиме за пари, туку едноставно нудиме мрежа на бизниси и иновации во кои што тие инвестираат, не добиваат и дивиденда кроз време. И тоа е здравата економија и здравата соработка со диаспората. Односно, преку диаспората веќе имаме попишано дека има преку неколку, мислам, само за посериозни преку неколку десетици илјади фирми. Македонски. Што можеме да исполнеме со десетици илјади фирми македонски од тука и да има една интернационална македонска мрежа на продукти и услуги што може да циркулира. Автоматски наместо 1000 евро да имаш домашно. Без придавка северна напред. Тоа секако.